Србија ќе го храни македонскиот народ. По изјавата на српскиот председател Александар Вучик дека на барање од државата ќе ни испорача 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка, се отвора дилемата зошто власта тврди дека стоковите резерви се стабилни. Од Агрокомората при ССК велат дека од огромно значење е да се знае во каква состојба се стоковите резерви за доколку треба да се надополнат, како и дека е потребна поддршка на бизнисот во вид на субвенција. Велат тие не побарале вакво нешто од Србија, но во секој случај го поздравуваат како позитивен потек. Вчера имаше изјава на председателот на Република Србија Вучич, во кој што вели дека веќе претпоставувам дека е договорено 50.000 тони на пшеница и 25.000 тони на пченка да се купат од наша страна, што во секој случај е позитивна работа, затоа што тоа е нешто нужно и потребно кое што ќе биде во наредниот период. И членките на Стопанска комора кои што ги застапувам сметаат дека треба да се искористат на начин да со повластена цена се овозможи како суровина да влезат кај приватните бизнисмени. Значи државата да ги даде со соодветни ниски цени. Надлежните и натаму смируваат. Директорот на Агенцијата за стокови резерви вели дека количината што ќе испорача Србија не е поврзана со стоковите резерви и нема простор за паника. Но колкава е количината на резервите и натаму останува државна тајна. Од вас го слушам ово што се однесува за Србија. Меѓутоа, не мислам дека е тоа за државните резерви. Сигурно се мислело на Македонија да се продава. Македонија набавува секој ден од Србија, затоа што житариците се набавуваат повеќе од Србија. А што се однесува до мене, до Агенцијата за стоковни резерви, ги имаме сите видови и количини на стоки. Моментално нема потреба, бидејќи на тржиште има многу повеќе него што е потребно за дневното потрошувача. Со статус на Фејсбук се огласи дури и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Според него, Македонија има залиха од 45.000 тони пченица, кои се доволни за потребите на домашниот пазар до следната реколта. Споменатите количини се во годишните планови на стопанските субјекти, кои им се планирани да ги увезат до почетокот на жетвата, со цел како и секоја година да бидат покриени потребите на домашниот пазар и работата на млиновите, пекарите и другите субјекти, не за потребите на државата или стоковите резерви. Инаку српскиот председател Вучик во вчерашното вонредно обраќање до јавноста за политичката и економската криза околу војниот конфликт во Украина изјави дека Србија на Македонија веднаш ќе ги испорача бараните количини. Имено Србија уште минатиот месец за сопствените потреби нарачала 30 милиони килограм сол, милион килограми грашок и граф, како и 30 милиони килограми брашно и млеково прав.